Сега кога ги направија контролите, нели имаше голем број на неправилности? Да. Што не ги уапсија тие по нивната логика? Прво ги предупредија дека ќе направат контроли со тоа што уште 3 првиот дена ден пред, најавија сакав да дека кажам. ќе прават контроли. Тоа е едно. Второ, контролите ги правеа среде денови на Добро. жалост кога тие објекти не работат. Јас не сум правник, но сум сигурен дека различни се одговорностите кога објектот нема да ги исполнува стандардите и условите кога во него има луѓе и кога во него нема луѓе. Имаше многу наслови во државата дека бројот на купување на ПП апарати е зголемен за неколку Па, они илјади таман сите пати. ставljаат. Најголемиот проблем е зашто оваа угостителска индустрија се толерирала да се однесува така како што се однесува, е што речиси сите политички партии правеле забави во тие клубови, правеле собиранки во тие клубови, делеле гратиси и така натаму и така натаму. И не само тоа, тие секогаш сакаат тие клубови да работат за да има простор народот каде да се забавува и да не се занимава со она што е суштина, а тоа е како се живее во оваа држава. Таа е политиката на циркус и леп. Речи си и сигурно е дека дискотеката во Кочани била толерирана и била скршена пломбата затоа што за неколку месеци од сега треба да има локални избори и тоа ќе створи огромен револт и кај младината во Кочани затоа што тоа е единствена дискотека, веројатно и кај сопственикот кој што не знаеме како е изврзан и со кого е изврзан. Буквално се Знаеш, ова што ни се знаеш како, случува е резултат на еден или друг вид на корупција.